Добиваме дополнителен прогон. Најновата информација е дека председателот на нашиот грански синдикат, полицискиот синдикат, вчера во 8 саат објави дека синдикатот на полиција ќе протестира на 8 мај, но затоа во 12 саат доби решение од министерот Спасовски дека е прераспореден на друга работно место. Сега денеска се изнаслушавме дека социјалниот диалог е клучниот за функционирање на една држава, особено оној трипартитниот, па не знаеме за каков социјален диалог денеска разговараа. Вчера беше светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Имаше свечена седница и Советот за безбедност и здравје при работа. Од кои причини не сме ние таму во тој совет, не знаеме, исто како што не сме во економско-социјалниот совет. Наместо да зборуваме за она што се случува сега, кажуваат што требало да се случи претходно. А знаеме дека тој совет за безбедност и здравје при работа требаше да биде активен во изминатава година кога имаме страшна здравствена криза. Наместо они бевме активни ние и многу ми е големо задоволство ми е што и другите социјални партнери го препознаа нашето барање за 100% плаќање боледување на оние кои што се заразени на работното место и оние кои што се во самоизолација, затоа што не бараме ние, туку бараат законите. И морам да кажам дека и Македонското здружение за заштита при работа со наша поддршка поднесе и иницијатива пред Уставниот суд за да ни се додели тоа што го бараме согласно законите.